Низ Джидимирци некогаш историјата минувала. Се живо и диво овде било. Минуваш, одговор на прашањата нема. Денес веќе се е немо. Джидимирци село мирно. Населани земјоделци доми било. Колку дечиња израснало ово село. Колку од нив ни светот расеало. Колку покојни души на оној свет испратило. Колку нови корења длабоко засадиле. Нови фиданки израснале. Денес веќе куќи нема. Ама заветот за мир и спокој на душите покојни, Тасе Лазовски од мермер споменик подигна, да се памети тоа што во срцата им било. Згора тие се потикнати од величествениот простум на комитета Ристо Витанов Патрикот, на неговото комитско поколение и време кога во неговото село Джидимирци кипел животот, струил водоскокот на животот и пламенот на борбата за слобода, како и на ќерка му Слобода Битанова и Селеничка, чие поколение, далеко од родината, достоинствено продолжува да го гради водоскокот на среќен живот и успешна кариера, но во туѓина. Мечтал за слободна Македонија. Таа се роди кога татковината беше поробена. Од секогаш татко и мечтал Македонија да биде слободна. Со пушка во раце тргнал во планина. Од голема љубов кон татковината, новородената ќерка ја крстил Слобода, да не биде робинка. Како робинка таа на училиште тук јазик учела, дома со мајка и шепотела. Душманот да ни ја запали куќата. Не смеела да се каже македонка, судбина македонска. Јунакот заборавен, по чест на Ристо Витанов Патрикот. Каде ги однесоа коските од овој борец заборавен? Во кој гроб ги закопаа? На 5.5.1931 година, во тогашна Кралевина Југославија, му се раѓа второто дете ќерка, пресреќен, радосен, полн со надежи, и ја крсти својата ќерка Слобода. Ето тоа е судбината на заборавениот јунак. Овој свет го напуштил без богување, без плач, без цвеќе и запалена свеќа од најблиските. Нека му е вечна слава.